Македонија е на 31-то место според индексот на економски слободи на американската фондација Heritage. Минатата година беше рангирана на 47-мо место, што значи дека е 16 места напред на листата. Оценката за големината на државата и државниот долг исто така е над просекот, со наведување дека долгот е на ниво од 38,6% од бруто домашниот производ, а владиното трошење изнесува 32,2%. Земјава највисоки оценки доби за гарантирањето на слободен пристап до својот пазар и отвореноста за трговија со други држави, даноците и намалувањето на регулаторните пречки за водење бизнис. Фондацијата Heritage секоја година ги рангира државите според 4 критериуми: владење на правото, големина на државниот апарат и долгот, ефикасност на регулаторниот режим и слобода на трговијата. Македонија како единствена земја од регионот се најде во категоријата на главно слободни држави во Европа, како Естонија, Луксембург, Германија, Австрија, Чешка, Финска и Норвешка. Од соседните земји, Косово е на 46-то место, Бугарија е 47-ма, а Грција е на дури 127-мо место. Годишниот извештај се карактеризира и по тоа што Соединетите Американски држави паднаа на 17-то место и за прв пат не се меѓу првите 15 држави, што според фондацијата Heritage е резултат на високиот буџетски дефицит и долг, зголемената улога на државата во економијата и растечките регулаторни пречки за водење бизнис. Економски најслободни држави според Heritage се Хонг Конг, Сингапур, Нов Зеланд, Швајцарија и Австралија, кои се рангирани во највисоката категорија. На самото дно се Северна Кореја, Венецуела и Куба, додека земји зафатени од војни како Ирак, Либија, Сирија и Сомалија не се рангирани.